Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Белгиски дипломати вршеле притисок врз Грција за евроинтеграцијата на Македонија. Уапсен хирург од Прилеп кој примил подкуп од 600 евра. Германски искуства за справување со отпадот во Битола. Нови воздушни напади врз исламската држава во Сирија. Белгиски дипломати вршеле притисок врз Грција за евроинтеграцијата на Македонија. Некои партнери во Европската унија како Белгија ја разгледуваат можноста на Македонија да и се даде датум за почеток на преговорите за членство во Европската унија без претходно да се реши прашањето за името. Како што јавува дописникот на Мија од Атина, ова денеска го пишува грчкиот провладен весник Катимерини, коментирајќи дека се работи за алармантни пораки од партнерите за Македонија. Загриженоста е особено голема со оглед на извештајот на Европската комисија за напредокот на проширувањето, кој се очекува да биде објавен по 15 октомври. Извештајот се очекува да содржи препорака за започнување на пристапни преговори, како што е случајот од 2009 година. Советот секој пат ја отворила препораката, пишува весникот. Според Катимерини, ова е невидена ситуација за европските институционални односи и предизвикува иницијативи и размислувања во врска со ќорсокакот меѓу комисијата и советот. Една таква иницијатива, тврди весникот, беше и посетата минатиот месец на делегацијата на политичките директори од Министерствата за надворешни работи на земјите од Бенелукс на Скопје. По враќањето во Брисел, политичкиот директор во белгиското МНР ја контактирал грчката амбасада во Брисел за да ги испита намерите. Грчки дипломатски кругови проценуваат дека развојот на ситуацијата е негативен со оглед на тоа што не можат да се придобијат други партнери во овој поглед, истовремено истакнувајќи дека во рамките на Европската унија долго време постои значителна мобилност. Тие потсетуваат дека во декември 2013 година Венезелос мораше да ја предаде битката по заклучоците на Советот за општи работи на Европската унија да се бара од Македонија да направи конкретен напредок, пишува Катимерини. Уапсен е хирург од Прилеп. Тој примил подкуп од пациент во износ од околу 600 евра, соопшти Министерството за внатрешни работи. 61 годишниот МН, вработен како доктор специјалист хирург, земал подкуп од пациент за лекарски прегледи и хируршка интервенција, како и за постоперативни контроли. Според изјавата на пријавителката во полицијата, хирургот побарал и примал парични средства во износ од 24.000 денари, како и парични средства во вкупен износ од 12.000 денари. Во текот на контролите во месеците февруари, март, април и мај 2014 година. Со ова се стекнал со противправна имотна корист во вкупен износ од 36.000 денари. Против МН е поднесена кривична пријава поради основано сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, како и кривично дело примање на подкуп. Од страна на судија одредена му е мерка притвор во трајање од 8 дена. Преку групен тендер ќе се намалат цените на 612 лекови, односно ќе се набавуваат лекови за јавните здравствени установи по најниска цена. Целта е да се изедначат различните цени кои установите ги плаќаат за набавка на еден ист лек. Преку групен тендер на Министерството за здравство 612 лекови ќе се набавуваат по пониски цени. Јавната набавка ќе трае во следните 2 години, преку што 74 здравствени установи во Македонија го овластиле Министерството да ги набавува лековите. Со самото распишување на јавната набавка во системот заштедуваме над 3 милиони евра, бидејќи во оваа набавка тргнуваме од најниската цена по која бил продаден било кој од овие 612 лекови во Македонија, истакна министерот Никола Тодоров. Тој додава дека на минатиот тендер, преку кој 70 лекови биле набавени на ваков начин, е остварена заштеда од 6 милиони евра и дека очекува здравствениот систем во Македонија со ваквата набавка да заштеди околу 10 милиони евра, кои ќе бидат ставени на располагање за други здравствени проекти. Муслиманските верници денеска го слават верскиот празник Курбан Бајрам. Имамот Амет Расимовски денеска на верниците од исламска вероисповед им го честиташе празникот. Курбан Бајрам е еден од најголемите празници во исламот, кога секој со секого е брат и е празник кога се помагаат сиромашните. Аузу биллахи минеш шејтанир раџим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Спасот и мирот на Аллах да е над сите вас. Во името на Аллах милосливиот се милослив.
Кај Аллах нема да стигне нивната крв и нивното месо. Кај Аллах ќе стигне само вашето убедување. Почитувани, денеска е Курбан Бајрам, еден од двата најголеми муслимански празници. Празник кога муслиманите ја покажуваат својата спремност да во името на возвишениот Аллах принесат жртва, односно нивниот имот да поделат на оние што немат. Почитувани, денеска во Мекка, Саудиска Арабија, неколку милиони муслимани го извршуваат петтиот исламски столб хаџот. Овој празник со неговите пораки, без разлика на нација, боја или општествен статус, демонстрира апсолутна љубов, солидарност и еднаквост меѓу луѓето. Односно тоа дека пред возвишениот Аллах сите сме еднакви и нашата вредност се мери со нашите дела. Почитувани, муфтиството на Исламска верска заедница во Битола на сите муслимани им го честита празникот Курбан Бајрам. На хаџите им посакува пријатен престој со молба кон возвишениот Аллах да им биде прифатен хаџот, како и молба кон возвишениот Аллах да ги прифати курбаните на сите оние кои принесоа жртва, а на сите други им посакува добра волја. Честит Курбан Бајрам, мефат Курбан Бајрамин, Курбан Бајрам Мубарекус. Градоначалникот на општина Битола, доктор Владимир Талески, на сите припадници од муслиманска вера им го честита празникот Курбан Бајрам со искрени желби за долг, безгрижен живот и личен успех и благодет. Инаку според официјалните статистички податоци, овогодинашниот аџилак привлекол 2 милиони аџи. Стотици илјади муслимански верници се упатија кон долината Мина во Саудиска Арабија за символичното каменување на ѓаволот, што се смета за финален ритуал од годинашниот аџилак. Верниците облечени во бело денеска фрлаа камења на бетонски столбови кои го представуваат ѓаволот. Ритуалот се совпаѓа со првиот ден на Курбан Бајрам, кој се празнува од страна на муслиманите низ целиот свет со принесување жртви на овци, кози како и други животни. Според официјалните статистички податоци, овогодинешниот аџилак привлекол 2 милиони аџи. Аџилакот официјално завршува на 7 октомври. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Германски искуства за справување со отпадот во Битола. За ова по кратката пауза останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како да се подобри квалитетот на воздухот? Со строги еколошки мерки, повисоки казни за загадувачите, поголемо користење на јавниот превоз, редуцирање на сообраќајот во центарот на градот. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Отпадот е составен дел од животот, што треба да научиме за него и како квалитетно да управуваме со него. Ова беа неколку од темите на кои синоќа на основците и децата од прешколска возраст им презентираше искуства германски експерт за животна средина, Оливера Михајловска. Што е отпадот и како квалитетно да се управува со него? Учиме од германски експерт по животна средина со специјалност посебно на оваа тема, кој синоќа пред битолчани ги презентираше своите искуства. То ние треба да научиме. Значи сакам да кажам дека со господинот Волфган во текот на оваа година ова ни е трета негова посета. Значи на секоја посета ние навистина многу учиме од него. Тој има големо искуство во однос на управувањето со отпадот. Долги години беше и главен менаџер на една од компаниите во градот Ерфур во Германија. Последниве години доста се занимаваше со едукативни настапи во одреден број на земји ширум Европа и светот, така што неговото искуство е стварно за почитување и добро е тоа што ни даде стварно чест да биде присутен повторно во нашата општина. Целна група беа основците и децата од предшколска возраст заедно со нивните наставници. Ако сите се вложиме заедно, ќе успееме да обезбедиме идната за нашите генерации, сегашни и идни генерации да имат подобар и поквалитетен живот. Организатор на синоќешната трибина беше јавното претпријатие Комуналец од Битола.
Големиот унгарски виолинист Антал Залај доаѓа на Интерфест во Бидола. На репертоарот на фестивалот се 15 концерти и една театарска представа. Врвни светски како и македонски уметници од областа на класичната музика настапуваат на годинашното 23-то издание по ред на фестивалот на класичната музика Интерфест Бидола. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и од општина Бидола, а организаторите велат дека публиката редовно доаѓа од целата земја, но и од соседството. Синоќа на репертоарот на фестивалот беше концертот на пијанистката Марија Ѓошевска, кој се одржа во преполна сала во Заводот Музеј Бидола. Фестивалот ќе трае до 12 октомври, кога свечено ќе биде затворен. Репертоарот е многу интересен. Ќе започнам со сонатата број 2, опус 35 од Фредерик Шопен, бемол. Можам да кажам најпопуларната соната на Шопен со познатиот посмртен марш во третиот став. Понатаму Шуберт, две импромптија, една вака галантна, елегантна музика, пријатна. И концертот ќе го завршам, односно во вториот дел ќе настапам со варијациите од Рахманинов, опус 22 на тема на Прелудиум Шопен. Ова CD беше изработено пред 2 години. Ова е промотивно CD, практично беше финансирано од Министерството за култура на Република Македонија. И секаде каде што патувам низ светот, ова CD е мојата визит карта. На него се снимки од живи концерти, од повеќемина концерти со различна програма, стилски разнолика, и мислам дека музиката на ова CD ме отсликува токму мене како пијанистички профил. Наред се светските вести. Нови воздушни напади врз исламската држава во Сирија. И за други светски случувања по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во актуел светот денес, ритамот на градот, спорт рапорт, забавниот сервис на Тера.
Читајте и гледајте Тера на мобилен. Судири меѓу демонстрантите и полицијата во Хонг Конг. Демонстрантите и безбедносните сили денеска се судрија во Хонг Конг, а полицијата употреби и палки против дел од демонстрантите. Толпата од околу 10.000 луѓе се појави по вчерашниот напад од страна на толпа, која се појави на продемонстрантските протести и која наводно е во организација на провладините сили. Полицијата на Хонг Конг соопшти дека уапсила 19 осомничени членови на криминални банди во текот на нападот. По нападот, лидерите на протестот ги откажаа закажаните разговори со владата во Хонг Конг. Демонстрантите се на улиците веќе една недела, што е најголемиот предизвик за властите во Пекинг, откако поранешната британска колонија беше предадена назад кон кинеската власт во 1997 година. Тие бараат пресврт на неодамнешната одлука според која кандидатите за првите избори за лидер на Хонг Конг во 2017 година мора да бидат одобрени од страна на комитетот кој се смета за лојален на властите на Пекинг. Нови воздушни напади врз исламската држава во Сирија. Коалицијата предводена од Соединетите држави изврши нови воздушни напади врз цели на исламската држава околу границата со Сирија и градот Кобани, откако милитантите на исламската држава ја зголемија офанзивата во градот со доминантно курдско население. Сириските активисти соопштија дека до рациите во текот на ноќта дошло откако силите на исламската држава фрлила десеттици гранати кон стратегискиот град. Борбите околу градот Кобани предизвикаа екзодус на околу 300.000 луѓе во изминатите неколку недели. Во меѓувреме денеска беше објавено видео во кое е прикажано обезглавувањето на уште еден британски заложник. Британскиот премиер Дејвид Камерон изјави дека убиството е непростливо и вети дека ќе направи се за да се најдат виновниците и да бидат изведени пред лицето на правдата. Официјално потврдените смртни случаи од вирусот Ебола веќе ја надминаа бројката од 3400 лица, пренесува Ројтерс, повикувајќи се на најнови податоци на Светската здравствена организација. Во САД е регистриран втор случај на човек инфициран со вирусот Ебола, објавуваат светските агенции. Пациентот се лекува во Вашингтонската болница. Неговото име се чува во тајност, но властите соопштија дека тој неодамна се вратил од Нигерија. Пациентот е изолиран и според лекарите се наоѓа во стабилна состојба. Првиот случај на зараза во САД беше регистриран пред една недела кај 42 годишен тексашанец Томас Данкан, кој бил во Либерија. Речиси 300 лица се заразени само во последните 2 дена со вирусот, соопшти Светската здравствена организација. Зголемен е и бројот на заразените медицинари. Според податоците до 1 октомври, тие се 382, од нив 188 се во Либерија, а 114 во Сиера Леоне. Од болеста починале 216 лекари. Според последните податоци на Светската здравствена организација, починатите од Ебола се 3431 лице, а заразени се 7470 лица. Во Донјец се подготвуваат за претседателски избори. Премиерот на самопрогласената Донјецка народна република Александар Захарченко ги поднесе документите во Централната изборна комисија за претседателските избори, кои се закажани за 2 ноември. Тогаш ќе се избира и парламент. Захарченко е првиот кандидат кој аплицирал во изборната комисија. Според неговите зборови, цитирани од Новости, основен пункт во програмата ќе биде целосно ослободување на републиката од украинските војници. Меѓу најважните моменти е подобрувањето на животот на жителите. Претходно стана јасно дека блокот Донјецка република, предводена од вице-премиерот Андреј Пургин, го поддржува Захарченко за шеф на државата. А сега да ја проследиме временската прогноза. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Довидување.